Добро утро на сите и ова утро. Читав еден текст предходно од Галатјаните, што беше како вовет, ама сакам да го поврзам малку и со песните што ги пеевме. Имено се однесуваат на она "Дојди кај мене", што го спомнува Библијата или што го има, и основен текст ќе ни биде Матеј 11 глава 25 до 30. Најдете го Матеј 11 глава 25 до 30 стих. Јас ќе го читам, ќе го имате и овде на видео бимот, ама убаво е да го имате и пред себе после кога ќе продолжиме. Словото вели вака: Од тоа време Исус рече: "Те прославувам, Оче, Господи на небото и на земјата, зашто си го сокрил тоа од мудрите и разумните, а си им го открил на децата. Да, Оче, зашто таква беше Твојата волја. Се ми е предадено од мојот Отец, и никој не го познава Синот освен Отецот, ниту Отецот го познава некој освен Синот, и оној кому Синот сака да му го открие. Дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ви успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете спокој за вашите души. Зашто мојот јарем е благ и моето бреме е лесно." Овој текст најчесто се чита или за крајот, моето бреме е лесно, или се чита за 28 стих, кај што вика: "Дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ви успокојам." Тие се обично деловите тука каде што се фокусираме. И ова не е само на едно место оваа покана. Ако погледнете целиот Нов Завет, ајде стариот да не го фаќаме, ама во целиот Нов Завет, особено во 4 евангелија, ќе го видите Христос како лично ги кани луѓето кај себе си. Онака: "Дојди кај мене, дојдете кај мене." Можда зборовите ќе се поинакви, например како во Лука 19:10 ќе се сетите кај што вика: "Зашто Синот човечки дојде да го побара и да го спаси она што е загубено." Повторно идејата е таа: дојди да те спасам. И кој е тој што бара? Синот човечки е тој што тргнува и што нас не бара. И ова не е нешто ново во Новиот Завет. Често пати ќе слушнете или можеби ќе прочитате некоја книга или некоја проповед, некој што не размислил малку многу, што ќе рече: Стариот Завет си беше Стар Завет, Новиот Завет си е Нов Завет, во него имаме нешто сосема поинако, еден друг пристап имаме кон стварите. Од овде се зборува за благодат, таму се зборува за закон, немаат ништо заедничко. Интересно е дека зова "Дојди кај мене", уште Исаја, во 55 глава, 1 до 8 стих, има еден многу убав текст што вика вака: "Вие што жедувате, дојдете сите при водите. Дури вие кои немате пари, дојдете, купувајте и јадете. Дојдете, купувајте вино и млеко без пари и без плаќање." Интересно вика: "Дојдете да имате изобилство." Ако немаш леп, не купуваш вино. Тука зборува вика: "Кога ќе си дојди да земеш изобилно без плаќање." Зошто да трошите пари за она што не е леп и за работката своја за она што не наситува? Вика: "Приклонете го увато и дојдете при мене. Послушајте го, послушајте и душата ваша ќе биде жива. Ќе склопам со вас вечен завет, неизменливи милости, ветени на Давид." И продолжува натака, вика: "Барајте го Господа додека може да го најдете. Викајте го додека е близу. Нечестниот нека го остави патот свој и беззаконикот помислите своји. И нека се обрати кон Господ нашиот Бог и тој ќе го помилува." Зошто? Зашто е многу милостив. Тоа е она што го кажува. Ова е една серија на покани кои Господ ги дава. Од Стариот Завет, па и понатаму во Новиот Завет. И кој ќе си го поставите прашањето зошто па тоа го прави Господ, може да добиете реално само еден одговор, бидејќи Бог по природа е спасител. За да биде спасител, по природа мора да биде љубов. Да биде спасител, мора по природа да биде и честен, и праведен, и свет, и сите работи што ти и јас не сме. Ама во основа е спасител. Апостолот Павле понатака малку пишува, вика: "Тој е спасител, вика, на сите луѓе, особено на тие кои веруваат." И интересно е дека идејата на Бог, кога сака да го спаси светот, не е да го спаси од социјалните проблеми и немири. Има причина зошто. Заради тоа што социјалните немири не се производ на Господ. Социјалните немири се производ на твојата и мојата зла природа. Кога има социјални проблеми, доаѓаат заради тоа што човекот ја прикажува или ја покажува ептен јавно својата грешност, ако сакате. Месијата, кога дојде, не дојде да рече: "Јас ќе направам социјална промена." Самиот Исус рече: "Сиромавите ќе ги имате стално, проблеми ќе имате стално, во овој свет ќе имате маки и проблеми стално. Ама, зошто дојдов јас? Ви дадам живот во изобилие, не само тука понатаму и во самата вечност." Мисијата на Христос кога дојде тука беше да дојдат луѓето кај него во покаяние и вера.
И затоа, во овој текст, таму од Исаја што го читавме, Бог сами од себе се опишува како многу милостив. И сега можеби ќе си го поставите прашањето зошто, ако ви текне неколку проповеди, проповедам на тема што на сите ни е јасна. Сите зборуваме, мене тоа ми е јасно, мене тоа ми е јасно, мене тоа ми е јасно. Се сеќавате пред некој време и за Јован 3:16 зборував. Сите го знаеме тој стих. Затоа што мислам дека ако сакаме да одиме напред, мора да си поставиме добра база и добар темел. Не викам дека сите го немаме, ама убаво е да се подсетиме. И кога ќе се подсетиме, што вели Јован 3:16, кога ќе се подсетиме што зборува Јован 3:19, ќе видиме што значи дојди кај мене, ќе ни биде полесно кога ќе сакаме да споделиме со некој друг. И затоа сакам да се подсетиме, затоа врвам низ овие работи кои ни се реално, пак ќе речам веројатно, познати тука. Има еден текст исто што сакам да го спомнам тука, во Матеј 12 глава 18 до 21 стих, што е буквално преземен од Исаја 42 со мала промена, кај што зборува вака: Ете го слугата мој, него го избрав, мојот возлюбен, што го благоволи мојата душа. Ке го положам духот свој над него и над народите ќе им објави правда. Нема да се кара, ниту ќе вика, и никој нема да го чуе над гласот негов по крстопатите. Трските прекршени нема да ги докрши, ниту запалените светила ќе ги угасне, додека него доведе судот до победа. И во неговото име народите ќе ја положат својата надеж. Ова е еден прекрасен стих или прекрасен текст, ако сакате, од Стариот Завет, каде што од самиот почеток Бог вика: јас сакам да ги спасам сите. За мене нема грк, нема евреј, нема македонец, нема роб, нема слободен, сите, нема машко, нема женско, сите се пред мене исти. Тоа не го измисли Христос, тоа го измисли Бог од самиот почеток на создавањето на светот, дека сите ќе бидат пред него и сите ќе дојдат. Ќе дојде спасение во светот, ама нема да дојде со насилна револуција. Се насмеав кога го читав овој текст, која рече вика и нема да вика по улиците. Нема да стои по крстосниците. Нема да биде на сите вести. Нема да биде чека да ви кажам како ќе направиме некоја промена. Зошто? Оти така ретко што се постига. Не ретко што туку скоро ич нема да се постига. Оти на тој начин не се објавува правда. Не се објавува правда. Правдата се објавува од себе си, ќе почнеш па натаму. Правдата не се објавува што кажеш јас сум праведен. Правдата се објавува кога ќе покажеш во твојот живот дека си праведен и дека живееш онака како што треба. Понатаму знаете што пишува тука: нити доаѓа со викање по улиците, нити ќе дојде со сила. Забележавте во текстот вика: трските прекршени нема да ги докрши, ниту запалените светила ќе ги угасне. Апостолот Павле вика: она што е слабо, она што е немокно, она што е никакво, она што луѓето викаат: аве да батали го тоа, преку него ќе дојде промената. И да ве подсетам, за сите што мислите ти не е така, дека во новиот, дека после Христос, христијаните немаа политичка власт, немаа економска власт, немаа силна моќ, а до 3 век цела Римска империја прифати христијанство, како генерално, како религија. Со викање по улици, со дерење по крстосници, со насилно преземање на храмовите? Не, како? Лична светост, лично искуство со Бог и пренесување на тоа лично искуство кон другите. Човек на човек. Или како што викаа подоцар, или во христијанството што викаше: еден вика просек, му кажува на другиот просек каде може да најде лепо. Кога ќе почнеме така да го пренесуваме Евангелието, ќе се наполни црквата. Со викањето по улиците, тешко ќе помине. Со викањето по площадите, тешко ќе помине. Да, ќе осееме семето на различни, на сите начини. Ама промената, статистиките, ево на големите, ако сакате, мисиски агенции кажуваат дека најмногу луѓе што се обратиле дури од големи настани, се обратиле од и некој верник ги донал на тој настан. Зборувал со него и потоа заедно со него го водел до Христос. Најчесто. Можда кулминацијата била на голем настан, ама она што се случи внатре е најчесто надвор. И од моје искуство до сега барем ќе кажам дека отприлика е вистина тоа така. И затоа, практично, истото тоа во Исаја го зборува што Матеј 11:28 вика: дојде да ги бара и да ги спаси загубените. И многу е интересно дека цело време Исус ја кажува таа порака: дојди кај мене, дојди кај мене. Ние луѓето не ги каниме во црква. Ние луѓето ги каниме кај Христос. Да, сакаме да се дел од локална црква. И тука сакам да го спомнам и ова за оние што не гледаат на интернетот, нели, кој ќе видите колку пати една проповед е гледана на интернет, викате: колку многу луѓе, колку ги има во црква, малку ги има во црква. Сакам да ги охрабрам тие што гледаат на интернет дека ако сакаат вистинско христијанство, мора да најдат човек и луѓе со кои ќе го практикуваат.
Вистинско християнство не се практикува пред телевизор, се практикува во заеднички однос меѓу браќи и сестри. Затоа спомен вечера не праќаат по ДХЛ, туку доаѓаш во црква да ја земеш. Да има заедништво и да има општење меѓу браќите и сестрите. Како можеш да кажеш дека го сакаш Господ ако браќите и сестрите не ги сакаш? Ама тоа е друга тема, некој пат и друг пат за неа. Ќе дојдеме за ова дека Христос де факто зборува тука цело време во Евангелијата дојди. Да ве потсетам. Јован 6:35. Оној што доаѓа кај мене нема да огладни и оној што верува во мене нема никогаш да ожеде. Јован 7:37. Ако некој е жеден, нека дојде кај мене и нека пие. Јован 8:12. Јас сум светлината на светот. Со други зборови дојди, нема да одиш во темнина. Јован 11:25. Оној што верува во мене и да умре ќе живее. Практично вика, дојди кај мене, нема да умреш. Матеј 11:28. Дојди кај мене и јас ќе ти дадам починка или одмор. Знаете што е одмор? Најчесто викаме ако знаеш треба да најдеш во македонскиот речник вика одмор, значи прекинување работата заради починка, пауза. Ама во Божиот речник починката или одмора за кој зборува е синоним за спасението. Дојди за да ти дадам нешто што ќе го добиеш на ова место. Затоа што во Евреите 4:3 на пример вика, а ние кои верувавме, да, сум го ставил тука текстот, влегуваме во неговиот спокој. Покојот за кој зборува тука авторот е покојот на моето спасение, кога сум мирен, кога знам дека не мора веќе да се мачам или да си барам спасение. Но ајде, имајќи го тоа на памет, да се вратиме назад и да се вратиме на 25 стих, кај што вика вака, во тоа време, се враќаме назад во Матеј 11. Во кое време од Исусовата служба се случува всушност ова? Исус е во Галилеја. Сакам чисто да имате каква информација. Исус е во Галилеја, заврши со неговата служба, моќните дела што требаше ги направи, правеше силни чуда, луѓето гледаа, нели трчаа околу него, го бркаа по езерото, он ќе се качи во кораб да отиде од другата страна, они по него ќе отидат од другата страна и така натаму. Значи беше екстремно популарен. Беше многу јасно дека Исус е Месијата, царот кој го чека, кој треба да дојде, оној цар кој сега кога ќе дојде, ќе го направи Израел да биде главен, ќе го направи мед и млеко, ќе бидат врв во целиот свет, сите ќе доаѓаат кај нив да им се поклонат на нив. Веројатно такви некои очекувања има. Некој си не знам, некоја си таму убави нешто што ќе им дојде тука. Во 10 глава Исус ги испраќа учениците да ја навестуваат пораката на царството. Одете и навестувајте пораката на царството. Ама во 11 и 12 глава ќе го забележите одговорот на учениците кон Исус, ти си Христос, син на живиот Бог, ама и реакцијата на народот и реакцијата на свештениците. Ќе ве потсетам на една моја проповед поназад таму што имав. Народот се тргна од него, знаете зошто? Оти не беше Исус волен да ги храни секој ден. Дај ни го тој леп секој ден. Фала, не може. Ама ние многу го сакаме тоа. Ама не може. И бидејќи не може, овие се спакува и вика што ќе ни е на нас, што не ни дава нешто, си замина. Што направија водачите? Водачите по уште побетер беа. Во стих 19 ќе се сетите, вика, дојде синот човечки кој јаде и пие, викат, ете човек јадач и винопиец, пријател на даночниците и на грешниците. Со други зборови, бараа да му најдат мана. На Јован Крстител му најдоа мана. Која беше маната за Јован Крстител? Тој живее таму во пустиња, јаде леб, јаде мети и скаколци, се облекува во не знам некакви си облеки. На Христос му најдоа мана, овој па седи, јаде и пие, оди по свадби. Со други зборови, живее како нормален човек. Ако беше овој светец или нешто, немаше да биде нормален човек. Ма нема. Ево, исти, значи мана му најдоа вака или онака. Беше тука. Не можеше да се избега од таа ситуација. И затоа во стих 20 Исус почна да ги укорува градовите во кои се случија повеќето негови чуда, бидејќи не се покајаа. Зошто? Заради тоа што Галилеја го отфрли. И се што Христос можеше да направи, се што Христос направи до тој момент, тие рекоа, фала, штом не кеш да не раниш секој ден, штом нема да направиш социјална држава, оди си од тука. Тоа беше реакцијата, тоа беше во денешни услови, ќе беше тоа. И они што направија тогаш, Исус почна да ги укорува, вика, градовите. Интересно е. И како резултат, освен укорувањето, добија на крајот и проклетство. Тоа е моментот во службата, сакам да го знаете. Тешко тебе Хоразине, тешко тебе Бецаидо. Ако во Тир и Сидон се беа случиле чудата што се случија кај вас, тие одамна би се покајале во вреќе и пепел, но ви велам, на Тир и Сидон ќе им биде полесно на судниот ден отколку вам.
И ти Капернауме што си се воздигнал до небото, до адот ќе бидеш спуштен. Зашто ако во Содом се беа случиле чудата што се случија во тебе, тој до ден денес ќе останеш. Но ви велам дека на Содомската земја ќе биде полесно на судниот ден отколку тебе. Да ве вратам назад. Содом беше уништен во оган, зошто? Заради тој греф на Содом или греф на хомосексуалност кој го практикува. Хоразин, Бетсаида, тука, Тир, Сидон, не ги практикуваат тие гревови. А вика, немојте да мислите дека еден греф е поголем од другиот греф. Фактот што вие мене ме одбивате е доволен да ве осуди на пропаст. Не треба да бидете оние грешници што сите ги гледат и ги покажуваат со прст. Зашто реално, што сакаш да им кажа, хомосексуалноста не беше поголем греф отколку да си ја изневери жената. И тука кршиш Божје правило. Каде е проблемот? Ако украдеш, исто па си скршил едно од 10 заповеди, па си осуден на вечна пропаст. Ако излажеш, ако сведочиш лажно, ако оговараш, поентата му беше, не се фаќате за еден греф, фаќате се на целата поента што имате тука, а поентата вие го отфрливте Синот човек, го отфрливте Господ Месијата. Тука беше проблемот на ова. Зошто го кажувам овој контекст? Оти доаѓаме до 25-тиот стих, бидејќи во 20-тиот ги укори градовите во кои се случи чудата, и во 25-тиот стих, еден стих што не знам дали некој пат сте го размислиле кога сте ја читале Библијата, во сред тие проблеми, во сред тие осуди што ги дава до 24-тиот стих, те прославувам очи. Зашто? Што ме отфрлија? Што не ме слушаат? Што не сакаат да ме поверуваат? Јас не би го рекол тоа. А гледате што викам, те прославувам оче Господи на небото и на земјата, зашто си го скрил тоа од мудрите и разумните, а си им го открил на децата. Како може да го слави ова? И ова е нешто за кое сакам да го погледнеме тука. Денеска. Зошто? Тој не се буни и вика, татко, што тргна наопаку? Мислите дека проповедаше погрешно евангелие? Или може би пред време дојде или после време дојде, па Исус не успеа да се уклопи таму во ситуацијата во која беше? Стратегијата не функционира. Луѓето не му веруваат, луѓето го отфрлаат. Водачите го отфрлаат, религиозните водачи го отфрлаат. 70 ученици си замина, 12 му остана. И во таа убава стратегија по човечки гледано што е катастрофално, вика, те славам очи. Можеме ние тоа да го кажеме? Те славам Господи за она што ти го правиш. Без разлика на резултатот. Мене ми е тешко. И верувам дека и на сите вас ви е тешко кога викате, ова е мојата служба, ништо не се случува. Те славам Господи за ова што го правиш. Не. Зошто го слави? Ти си Господ на небото и земјата. Се што се случува е во твоите раце. Ти го правиш или допушташ да се случи. Таткото, вика тука, е тој што го скрил ова од многу паметните, а ќе им го открие на оние што не се толку паметни тука. Синот Божи знае дека таткото е тој што открива и таткото е тој што спасува. Спасител си на сите луѓе, вика, особено на тие кои веруваат. Христос му е многу јасно, бидејќи тој е таткото, тој е дел од таткото, тој е дел од тројството. Многу му е јасно дека Божиот план на спасение е поинаков од мојот и твојот. Дека Божиот план на спасение не е најпопуларниот, не е најславниот, не е најбројчаниот. Тука е оној кој на крајот кој ќе ги извади работите, Господ ќе рече, ево, добар и верен слуго, или што се случува. Ова е основата, ако сакате, на евангелие. Јас ова сум сгрешил нешто друго. Ова е основаната вистина во евангелизацијата. Се што ќе се случи, зависи од сувереноста на Бог. Ние можеме да спасуваме во наводници луѓе со тоа што ќе им дадеме хуманитарно, што ќе ги донесеме, ќе ги шетаме, ќе им правиме едно друго, ќе им го правиме кефот и така натаму. Нема да ги спасиме. Божјата суверена моќ е таа што ги спасува луѓето. Сакам ќе го објаснам тоа до после, дека знам дека на оваа тема се кршат копија од глава многу пати, многу често, и јас сум го правил тој мовет со луѓе. Сакам малку да ја спуштиме топката. Зошто го кажувам ова? Се зависи од Бог. Кој ги избра Господ? 26 и 29 стих до 29. Гледате, браќа, какви сте вие повиканите. Ајде да се погледнеме малку тука во црквата. Сите нобеловци нека дигнат рака. Сите светски шампиони во 100 метри трчање нека дигнат рака. Сите кошаркари што се први во NBA нека дигнат рака да ги видам.
Не викам дека тие не се спасуваат. Далеко од тоа. А вика, Господ ги избра некои други. Зошто? За да нема фалби. Ке дојдеме за тоа. И за овие е спасението. Немојте да кажеме се, јас сум слушал проповед. Господ ги сака само бедните. Нема врска. Господ ги сака сите. Ама ајде да видиме на кој начин и како, која е поентата. Не е елитата, не е интелектуалците, не се сите тие, не е аристократијата, не мнози на силни, мокните, не мнози на благородни, аристократијата, не овој. Кој? Оне што ќе рече, ако се фалам, да се фалам со Господа. Нема да се фалам со моето постигање. Нема да се фалам, чекај јас да ти кажам кој сум. Знаеш кој сум јас? Мене Господ ме спаси, бидејќи јас сум. Ако не ме спасише мене, немаше да се случи. Не. Кога ќе прифатам дека Господ ме спасил не по моите заслуги, туку како сироти, јадни, бедни, грешни, она што го викаат србите, тогаш веќе можам да се радувам на моето спасение. И може да кажам, Господ направил се не јас тука. Не јас. Не мнози на благородни. Бог го избра она што е безумно за овој свет да ги посрами мудрите. Бог го избра она што е слабо во светот да ги посрами силните. Бог избра и неугледните и презрените на овој свет и оние што не значат ништо, за да ги уништи оние што значат нешто, та никој да не се пофали пред Бога. Поентата му беше, не ми треба најмокниот да си. Знаете, најубавите книги C.S. Луис ги напиша откако поверува. Вистински поверува. Има еден огромен опус тој човек напишан. Карл Стейблс Луис. Еден од моите омилени автори. До ден денеска верували ли не, 50-те години пишувал ствари, денеска буквално мислите дека ги предскажува, дека ги гледа на телевизија што напиша. Господ му открил. Знаете кога е неговата мудрост најголема? Кога го прифати Христос како спасител? Кога осети страшна болка во животот, кога на 40-50 години поправиме Никола за прв пат стапува во брак и умира после неговата сопруга за неколку години. Кога минува ни цел тој пораз, Господ му дава книги кои до ден денеска не може да се одвојаме. Во слабоста, не во силата. Некој беше најмокниот, најсилниот. И ако сакате посовремен пример, некога Џо Фрейзер беше на врвот на кариерата како heavyweight боксер. Тако после кога беше пастор на црква. И сигурно на повеќе луѓе повлија во животот како пастор отколку како боксер. Предпоставам. Или оти табалози колку сакате, мислам, за да не навлегуваме во таа тема. За никој да не се фали. Знаете, она во 1 Коринќаните 2:14, телесниот човек не го прима она што е вика од Божиот дух. За него тоа е безумство и не може да го разбере зашто тоа треба со помошта на духот да се испита. Овој стих на мене ми е охрабрување. Ево зашто ми е охрабрување. Затоа што многу често ми се случува да зборувам со многу попаметни луѓе од мене. Поинтелигентни луѓе од мене, побогати луѓе од мене. И се обидуваш да му го објасниш Евангелието и не те сваќа. Разбира дека еден е 2, а вика 2 и 2 се 5. И обиди се да му објасни зошто, заради тоа што помошта на духот му треба. Треба да има желба во тоа срце да каже јас сакам да дознам нешто повеќе, Бог да каже ево ти е мудроста на духот да ти откријам. Да разбереш што значи, да ти се отварат очите, да ти светна каже сега гледам. Сега го гледам тоа што треба да го видам. Иако човечката мудрост, факт е, не е таа што го доведува човекот кај Бог, и Бог избрал, нели вика, не многу мудри, ама не е поентата дека Исус ги отфрлил тие луѓе или поминува преку нив. Само ги тера да дојдат во ситуација кај која ќе кажат не со мојата сила ја се спасувам. Туку преку Божиот дух, преку она што Бог го направи за мене. Не затоа што сум најбогат, па Господ ќе ме спаси од ќе ја финансирам црквата. Нешто сум најмудар, па ќе напишам книги од кои после 200 години луѓе ќе се поучуваат. Не, туку по Божја милост Бог ме спаси, најголемиот од сите грешници, и јас сега можам да му служам на Господ. Фала ти Боже за се што си ми дал. Јас верувам дека и вие сте имале таква ситуација, читаш книга. Да кажем, ево, не мора ни да е теолошка книга. Нека е посериозна, нека посериозна книга. И некој води аргумент во неја и излего викаш, леле, како Господ му дал таков разум и ум да може со 5 реченици да каже толку многу што јас не можам за 2 дена да го објаснам. И кога Господ ќе го продухува и тој, кога Светиот Божи дух ќе го смени човекот,
Кече, сега ќе го употребам тоа што го имаш натаму. Апостол Павле беше бистар човек. Јован евангелистот, кој ќе каже некои биле неписмени учениците Христа, Јован евангелистот дискутира за идејата на логос. Платонистичка идеја која верувам повеќе 9/10 во црквата немаат појма за што станува збор. До ден денеска, а не па во тоа време во први век од нашата ера. Евреи зборува за платонистичка идеја за логос. Прави таму некои споредби, некои контри помеѓу она што Аристотел го вика и Платон го прави. Ама знаете кога? Откако Јован поверува во Христос. И ние го видовме, и го допревме. И оно што го видовме, оно што го чувме, тоа ви го принесува. Дори тогаш можеше неговата мудрост или знање да го покаже ваму тука да излезе. Тоа е многу важно. Слушайте го Јован 12, 37 до 41. Иако толку чудесни знаци беше направил пред нив, тие пак не веруваа во него. За да се исполни словото од пророкот Исаја кој рече: Господи, кој поверува во она што го чува од нас? И раката Господова кому се откри? Тие затоа не можеа да поверуваат, зашто Исаја уште вели: ги ослепи очите нивни, ги скамени срцата нивни, за да не гледаат со очите и со срцето да не разбираат и да не се обратат, за да ги излекува. Ова го рекол Исаја кога ја беше видел славата негова и зборувал за него. Па да ве вратам со други зборови, што сака да каже овде Исус? Господ го одбрал некој за спасение, го одбрал некој за осуда. Со други зборови, на некој словото кој ќе го чуе ќе му биде за утврдување на срцето, а на некој ќе му биде за спасение. На кој како? Не знам. Ама нели е тоа предестинација версус моја слободна волја? Ај почекайте, малку ќе пробам да скажам два збора и на тоа, ама малку пред крајот тука да дојдеме. Нема тука осуда на интелектуалната способност. Тука има осуда само на нивната интелектуална гордост. Зар е можно спасението да биде толку просто? Да може да го свати и тој таму неписмениот, и јас професор доктор на науки. Да не стави на иста категорија. Да. Поверувај и ќе се спасиш. Ама тоа е многу едноставно. Така викаше една моја колешка на факултет. Тоа е премногу едноставно за да биде вистина. А што сакаш ти? Да биде диференцијална равенка некоја? Многу просто и едноставно. Поверувај, спаси се. И јас ќе ве охрабрам, кога го споделувате Евангелието, немојте да си го комплицирате животот. Споделете ги основните христијански вредности. Човекот мора да побара прошка од Бог за својот грев, Бог да му се открие, да го спаси и да го промени. Таму позади имаме едно 4 или 5 книги што се апологетски книги. Џон Ленокс, прекрасен апологет. Ама он самиот ќе ви каже дека ако Господ не функционира во срцето на човекот, џабе ќе го добиете аргументот. Човекот нема да верува. Нема да верува. Ако не сака да верува. Ако го отврне срцето, правите што си сакате вие. Не е интелигенцијата што те спречува да влезеш во царството, туку што се гордееш со неа. Во Псалм 138:6 е многу интересен еден стих, има вика: зашто возвишен е Господ и понизниот го гледа, а горделивиот оддалеку го познава. Верувам дека и вие горделивиот оддалеку го познавате, не па Господ. И кога Господ ќе види горделив човек, вика: што да ти кажам повеќе? Моето евангелие е ова. Тебе ти е малку, просто ти не ти било доволно јасно. Вчера гледав едно многу интересно клипче, се смеев. Ричард Докинс зборува зошто живее во Англија. Не знам дали знаете кој е Ричард Докинс. Еден од главните, оние што ја буткаат овој новиот атеизам и сите тие ствари, дури и кај нас негова книга преведена на македонски јазик. Докинс вика: сакам да живеам во христијанска земја. Сакам да живеам во земја во која христијанските норми се спроведуваат. Јас сакам христијанската традиција. Уживам во христијанските норми на однесување. Тоа е прекрасно. Нема друга земја во светот во која подобро би се чувствувал отколку во вистинска христијанска земја. Само не ми го давајте Христос. Зошто? Затоа што доаѓа во сршта на кој си ти, друже. Грешник што треба бара простување од Бог. Мојата интелектуална гордост не ми го дава тоа. Не знам, пред крај на животот може и ќе се смени. Знаете, кога ќе се соочи човек со вечноста, знае некои работи да ги промени. Човек. И во стих 26, значи се бара таа понизност, Христос вика: да, Оче, зашто таква беше твојата волја. Ова е многу краток и се екстремно набиен стих. Гледав едно чудо коментари, кои ќе ги погледнете, затвори, викам не одам натака. Стварно има многу ствари тук. Што е овде поентата?
Кога ќе почнеме ние да дебатираме и дискутираме зошто Господ избрал да го спаси овој, а не оној, зошто Господ го избира тој, а не овој, Христос вика ќе ти дадам одговор на тоа прашање. Да, Оче, таква беше твојата волја. Ама јас сакам да знам, твое е да ја прифатиш Божјата волја. Ама ќе беше поубаво јас да знаев како, да имаше барем едно 5-16 глави во Библијата, малку подлабоко да го објаснам. Нели, да ни дадат 1-2 пристапи на таа работа. Толку ти е. Таква е волјата на Отецот. Ама тој одговор не ми се допаѓа. Тоа е проблем. Ама јас сакам поубав одговор. Нема тој одговор тука. Едноставно нема. Значи, на прашањето зошто Бог ги бира некои луѓе, а не некои други, фер ли е, правилно ли е, тоа ли е Божиот план, нашиот одговор може единствено само да биде да, тоа е начинот на кој Бог работи. Ама не е фер. Епа јас не знам некој да ми го дал правото, јас да му кажам на Господ што е фер, а што не е. Јас сакам да зборувам малку и за тоа што не е ова, ама ќе дојдеме. Тоа малку подобро. До тука е ова. Во стих 27 Исус вика: се ми е предадено од мојот Отец и никој не го познава Синот освен Отецот, ниту Отецот го познава некој освен Синот и оному кој Синот сака да му го открие. Со други зборови, што сака да каже овде? Поентата е, она што го вели Господ, јас одлучувам што правам, е истото што Христос го вика: јас одлучувам што правам. И тоа е она што Светиот Дух вика: јас одлучувам што правам. Се сеќавате како беше објаснет Светиот Дух? Светиот Дух вика си доаѓа и Христос како му го објасни на Никодим? Духот доаѓа ви како ветар. Не знаеш од каде иде, не знаеш на каде оди, ама знаеш дека функционира, знаеш дека работи, дека прави нешто. С други зборови, Христос вика: ние, тројството, троединиот Бог, решаваме што правиме, а ти немаш право да се мешаш во тоа. Ама јас сакам да знам. Јас сакам да знам и многу други работи, ама Бог вика: не е тоа твое. Толку. Колку и да сакаме, не можеме да го смениме. Ова, сакам да ве подсетам на нешто, дека целиот Христов авторитет е многу јасно назначен во целото тука Евангелие. Во Матеј 28:18 мене ми е дадено, вика, сета власт на небото и земјата. Нема да ви ги читам стиховите, ќе ви кажам само што пише. Во глава 4 е власт над сатаната, во глава 8 има власт над демоните, власт над болестите во 9 глава, власт над природата во 8 глава читаме таму, власт над телото и душата, животот и смртта. Во 10 глава има Исус власт над учениците. Во 9 глава власт на спасението, во 7 глава зборува дека има власт да суди. Само малку. Дека цела власт ми е мене даде. Нема област која не е. Ти ли ќе ми кажеш мене што да правам? Толку просто е. Епа сега, знаете, еден проблем што ние го имаме евангелските христијани е дека ние сакаме апсолутно се да објасниме. Ето е многу голем и многу сериозен проблем. Од таа страна, например, традиционалните цркви се во предност според мене. Тие викаат има работи што се неспознатливи, има работи што можеме да ги знаеме. А ние викаме не, се треба да објаснам. Онаа схоластика на Тома Аквински знае. Се мора да се објасни, се мора да биде јасно 1 2 3 4 5 6, се мора да биде подредено под конец за нас. Има работи кои не ги разбирам, ама сакам да ги разберам. Не знам колку тома книги се напишани за тоа. Дали Бог бира или човекот бира? Дали Бог е тој што го фаќа? Дали Бог е ова? Едно чудо дебати и дискусии. Убаво е да се дискутира, нели? Ама немојте да гинеме на тоа брдо што викате. Таму мисля стварно нема смисла да ни се случи. Мартин Лутер самиот вика: тука веќе нема место за заслуги, сите моки и способности на разумот или за слободната волја за која сонуваат луѓето. Ништо не вреди пред Бог. Бог си има, вика, апсолутна вредност, апсолутен свој авторитет и јас и ти не можеме да му го смениме. И не можеме да го земеме за себе. Чекај, јас да ви кажам како човек се спасува. Ние може да кажеме ево што гледаме во Библијата, ево како се случило, или да дадеме некој идеи што се случува. Ама во крајна сметка, дали јас се спасувам или Господ ме спасува, Бог вика, јас решавам. И тука веќе нема многу место за мене. Забележете неколку стиха. Сакам да ве натерам малку надвор да размислувате. Во Јован 6:37 вели Исус: се што ми дава Отецот ќе дојде кај мене. Така? Се што таткото ми дал, вика ќе дојде кај мене. А кој доаѓа кај мене, нема да го избркам надвор. Така? Зар не е спротивно? Зар во еден стих немаме спротивност? Во едната страна таткото ми ги дава, од другата страна вика тие што доаѓаат кај мене. Некој ќе рече, ама тие таткото што ги дал, тие ќе дојдат.
А вие другите што сакаат, отворено е. Тука не пише, дојдете кај мене сите кои таткото ве повикал. Дојдете кај мене сите кои сте натоварени и обременети. Јован 6:40, секој што ќе го види синот и ќе поверува во него да има вечен живот. И во Матеј 11:28, во сред таа работа, само 3 стиха, има повеќе, дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. И цело време, пак ќе речем, оваа дебата се води. Се што ќе кажам сега, ќе ми направи луѓе што ќе речат сгреши. Што и да кажем? Ако се фатиме на Божјата предодреденост, Бог предодредува и само предодредените ќе се спасат, ќе има да се расправам со еден куп луѓе во Македонија. Ако кажам, човекот само одлучува, само оди и сам се спасува, ќе има една друга група луѓе со кои ќе треба после да се аргументира и да се дискутира. Ама, ако ја читате Библијата, ќе забележите дека Библијата не секој пат изборува или ова или ова. Кога е спасението опрашање, не е спорно. Ама кога ќе почнете да разговарате за некои ствари, гледаме дека Библијата држи две страни во една хармонија. Како? Затоа што треба да ги погледнеме некои ствари од Божји аспект и од наш аспект. Јас сакам само тоа да го кажам. Од Божји аспект се е од Бог. Од наша страна, сите кои ќе одговорат на повикот да дојдат ќе се спасат. Од една страна, Бог вика, јас знам кои ќе се спасат. Тука нема дебата. И сега некој ќе рече, ама дали мене Господ ме отвори? Ти побара од него да те спаси? Не. Па побаре па да видиш дали ќе те спаси. Како знам дали сум избран? Побаре. Па да видиме дали Бог ќе те одбие. Тука луѓето обично сакат да си најдат, знаете, она кривина во стила, ами ја ако не сум од тие избраните, ти побара од Господа да се спаси? Побара ти ги прости гревовите? А ти исполни со Светиот Дух? Не. Па како знаеш? Ние Божјата страна не можеме да ја смениме. Ние може да дискутираме, јас може да кажам моje мислење, вие може да кажете ваше мислење, зошто или како прави Бог, ама основата е дека Бог ќе си прави што сака, бидејќи Бог е Бог. Освен што е нормално, нели нема да греши. Ама, од другата страна, човекот мора да го направи својот дел, а тоа е поверувај, дојди кај мене. Поканата е дојди. Поканата не е за ова и за оне, за трети, за пети, поканата е за секој кој ќе одговори. И потоа доаѓа за сите, кои се тие на кои Бог ги бара. Дојдете кај мене сите изморени и натоварени, јас ќе ви дадам, вика, починка. Кои се тие изморените? Оние што бараат вистината. Изморените од товарот на вината, изморени од она бесплодно обидување да се живее како што совеста ти налага, а не можеш. Се мачиш преку церемонија, преку обред да добиеш спасение и цело време мислиш дека не си довршил и си носиш товар. И понатаму вика овие обременети. Бреме е буквално некој да ти натовари нешто на грбот, што не кеш да го носиш. Магарето не ќе да го товараат. Конјот не ќе да го товараат. Јас не ќе да ме товараат. И ако ти тупне некој нешто без твоја волја, тоа е бреме што се носи. Тоа е време на закони, на традиции, на церемонии кои те потиснуваат, не можеш да ги носиш, ќе те сруши. Ама викаш, не е од мене. Исус вика, дојдете сите кои сте изморени, сите кои сте вака, кој ве натоварил некој, и јас ќе го тргнам сето тоа од вас. Знаете, товарите Исус уште во тоа време зборуваше, евреите што правеа, вика, ве товараат, додека не паднете и со мал прст не ви даваат помош. Зграја да е нашата црква да е таква, да ви товараме или да товараме едно правило, второ правило, трето правило, што не смееш да правиш, што смееш да правиш. Ево ти, знаете што се смееме во Шелдон или во Биг Бенг теоријата. Тој има договор за сите работи. Ево ти договор за однос, договор за цимер, договор за пријател, потпиши, пова ќе работи. Не е тоа идејата. Идејата е дојди да те ослободам. Тука. Дојди да те ослободам. Значи, знаете која е добрата вест? Не се секирај што се случува во Божјата промисла или во Божјиот избор. Тоа не е твое, не е мое. Твое е да дојдеш и да одговориш на повикот. Дојди ти. Ама што мисли Господ? Господ ти вика дојди. Што сакаш повеќе да мисли? Дојди. Направи го твојот дел. Не е твое во крајна сметка да се мислиш што мисли Бог за тоа кого ќе го спаси. Ти имаш покана на која ти треба да одговориш. Најглупава работа за човек кој е поканет на свадба, да ја прифати или не, ако ги праша другите, ти ќе одиш? Не одам. Ти ќе одиш? Не одам. Па што имаш ти покани, има па се мислам дали да одам јас. Ти одлучи си за себе.
Ова е побетер од покана за свадба. Ова целата вечност ти зависи од тоа. Бог вика дојди. Ти викаш, ама дали кида овој, дали кида оној, ама дали Бог така сака, дали вака сака. Поканата е кај тебе, зима или остави. Не размислувай многу, оти ти друг, такво немаш начин. Не те интересира кој од оваа страна. Твое е да дојдеш, да го искористиш она, дојди кај мене. Или најдов еден автор и го препишав ово од него. Вика, тоа е верата. Дојди кај мене бидејќи веруваш, а ти можам да ти го дадам левот на животот. Живата вода, па дури и самиот живот. Дојди кај мене бидејќи веруваш, а ти можам да ти го дадам тоа што ти не достига. Вистината, праведноста и простувањето. Дојди кај мене бидејќи сега знаеш дека не се спасуваме по дела, туку по благодат. Дојди кај мене бидејќи немаш кај кој друг да одиш. Оти нема спасение кај ниеден друг. Тоа го вика Библијата. Дојди. Твое да го направиш. Доволно ли е? Викат луѓе, тоа е многу просто. Да, има уште еден чекор кој е реакција на овај, кој ќе си дојде природно. 29. Земи го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце и ќе најдете мир за душите ваши. Опа, па некој сака да ме подјерми, па некој сака да ме натовари. Еден ме ослободува, за да ми стави тој товар. Не. Исус вика, земи го мојот јарем. Ама гледате што вика од 30 стих. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене. Зошто? Бидејќи сум кроток и смирен по срце и ќе најдете мир за душите ваши. Кога ќе го земеш јаремот, прво ќе станеш мој ученик. Многу просто. Второ, ќе следиш мојата волја. Јас ќе бидам тука да ти помогнам. Сите коментари зборуваат за тоа дека Исус беше дрводелец, дека мали милион јарем и сигурно направил за тие за животните таму што се. Знаете како изгледа јарем, нели? Она што се става на волото згоре да можеш да го закачиш плугот или нешто друго. Уште малку како иде времето со тракторите, ќе мора да покажуваме слика, ова било јаремот, и луѓе нема да знаат. Ама реалноста е дека тој ти вика, мојот јарем е благ. Со други зборови, нема те жулја, нема ти тежи, нема ти прави проблеми. Ке сакаш да го понесеш од кеф. Ке имаме јарем, ама ке имаме мир. Знаете зашто е така? Затоа што апостолот Павле понатака кажува, вика, ниедно искушение нема да ве најде освен оно што може да го носите, и кога ќе ви дојде некој искушение ќе ви даде сила. Не го носиме сами јаремот, не ја носиме сами маката. Кога си болен, викаш, Господи, болен сум, жив сум, мртов сум, ама во твоите раце сум. Кога имам проблем, Господи, јас имам маки, ама ева во твоите раце сум, помогни ми, имам товар, го носам. Не може да кажам дека немам товар, ама е благ тој товар, зошто? Отимам на кој да се обратам. Јас не знам како преживуваат луѓе што го немаат Христос. Искрено, кај кој ќе се завртиш? Не знам, буре ракија не може да те смири некој пат и паметно да ти го среди. Ако бараш чаре, ако немаш некој надвор од себе, кој ќе ти исполни, кој ќе ти даде мир за душата моја. За стварно, не знам како тоа да го кажам. Ние слушаме заради тоа што го сакаме. Ние сакаме да го послушаме, бидејќи тој веќе нешто направил тука за нас. Кој е резултатот од послушноста? Починка за вашите души. Пате, во Еремија 6.16 е истото. Дојдете да ви дадам одмор за вашите души, тука вика. И кога ќе го добиеме тој одмор, тоа не е вечното почивалиште. Бутал. Не е идејата овде Христос збори, не ќе си умреш мирно. Не. Јас сум мирен и денеска и сега. Јас имам мир, бидејќи знам дека секога веќе не можам што да правам, викам, Господи, ево ти го во твои раце. Би требало пред, ама кога веќе ќе видам, не можам сам, викам, Боже, ево ти го. И тогаш он тој што ми го дава мир. Тој е што ми го дава спокојството. Оти така ветил, не оти јас сум го сакал. И ова е за секој. Поканата беше отворена. 11.28 од Матеј. Дојдете кај мене сите. Не ти, не овој, не оне, не оваков, не онаков. Нека Господ ни даде да одговориме на таа покана на начин на кој Бог бара од нас, особено тие кои не го направиле тоа. И тогаш ќе има мир и спокој за нивните души. Амин.